Добар ден, почитувани гледачи, ново издание на ваш термин. Знаете, секој понеделник 17:10 сме тука за вас и со вас се со цел да ве информираме за проблемите кога станува збор за здравјето. Така и овој понеделник веќе нели сме тука, ќе говориме за една интересна тема. Впрочем, ми се чини дека секој, ајде да не речам секој, меѓутоа секој втор сигурно почувствувал некои проблеми кога станува збор за работниот столб и проблемите со оние деформитети, со проблемите поврзани со спондилоза, со дископатија и така натаму. Меѓутоа, интересно е тоа што ќе говориме за првиот вратен прштен, кој што е навистина и како многу битен, ако е нели неговата положба правилна, за да не дојде до сите овие пореметувања и сите симптоми кои што вие ги чувствувате нели секојдневно, како вртоглавици, главоболки, трнење на рацете и така натаму. За таа цел веќе со мене во студиото е одговорниот денешен доктор, значи доктор Павлина Будич, која што е доктор по медицина и атлас специјалист. Значи одговорна за денешната тема, ќе ни објасни многу работи. Ќе говориме за тоа што представува првиот вратен пршлен или атласот, ќе објасниме нели што тој значи, какво влијание има врз да имаме нели ние здрав скелетен систем и да немаме никакви проблеми. А потоа ќе преминеме и на сите оние други проблеми и симптоми кои што ги чувствувате, па каква поврзаност има со изместувањето на вратниот пршлен. Јас мислам дека барем за почеток нешто кажав што треба. Веднаш ќе ве поздравам, ги посакам добри дојде, за прв пат гостувате во ваш термин во ТВ Сонце. Кажав сте атлас специјалист. Сакам да ве прашам на почеток колку време веќе постои Атлас центарот? Атлас релакс центарот во Македонија е единствен центар кој што веќе успешно работиме 7,5 месеци во Скопје. Така. Меѓутоа позади нас стои сериозноста на компанијата и други 16 центри во цела југоисточна Европа, поради кое што со примената на Атлас релакс методата стојат огромен број на задоволни пациенти и огромен број на променети животи. Токму поради тоа и сме лидери во местење на атласи, односно во позиционирање на атласот во негова првобитна положба. Така. Ајде, кажам дека на почеток првин ќе кажеме што значи првиот вратен пршлен, атласот, па да ни кажете нели нешто повеќе за него. Првиот вратен пршлен, односно атласот, представува мост кој што ја поврзува главата со останатиот дел од рабетниот столб. Токму поради таа поврзаност доаѓа и неговата битна анатомска структура, односно со неправилната поставеност на атласот доаѓа до низа на здравствени деформитети кои што се јавуваат во текот на животот, проследени со деформитети од цервикалниот, торакалниот, лумбалниот дел, па и со едни тешки деформитети со целосно оштетување во пределот на лумбалниот дел, со лумбу и шијалги и уште по големи здравствени тегоби. Токму поради таа негова првобитна положба го носи и неговото име Атлас, по митолошкиот бог Атлас, кој што целата своја тежина ја носел врз својот грб и токму поради тоа и Атласот ја превзема таа одговорност, односно ја превзема значи одговорноста дека еден мал пршлен кој што е најмал во нашето тело предизвикува 1000 здравствени проблеми. Ние Атлас специјалистите знаеме тоа да го кажеме, бидејќи секојдневно го гледаме во нашите центри како со неправилната положба на атласот доведува до низа на здравствени тегоби, со кои што луѓето секојдневно бараат решение, имаат уредни наоди, меѓутоа не се чувствуваат добро. Па откако ќе се позиционира атласот во првобитна положба, знаат овие тегоби постепено, чекор по чекор да исчезнуваат и да се враќа телото во една нормална, оптимална функција како што и нормално би требало да функционира. Меѓутоа, како доаѓа до изместување на првиот вратен пршлен? Ние се раѓаме со наместен вратен пршлен или се случува можеби при породувањето на едно бебенце или да се случи изместувањето? Со појавата на современите медицински технологии докажано е дека сите ние се раѓаме со неправилно наместен атлас. Тоа е така бидејќи уште за време во утробата за бременоста, значи плодот има неколку ротации во која што тежината на главата која што е поголема значително во однос на останатиот дел на телото, особено на делот на вратот каде што има преголема осетливост, директно доведува до негова неправилна позиционираност, што
дополнително за време на самото раѓање доведува до едно неправилна позиција на атласот, односно негова ротираност. Понатака во текот на животот проблемите настануваат од одреден тип на повреда, одреден тип на работа, дали е тоа премногу стоечка, седечка работа или преку современиот начин на живот кој што сега го живееме, премногу стоење, седење на компјутери, премалку физичка активност доведува до негово дополнително неправилно позиционирање и до појава на еден голем број на здравствени тегоби и проблеми. Значи, вратниот пршлен е само причина, меѓутоа потоа зависи од нас како ќе го живееме животот, колку ќе му дадеме можност пак нели да се развијат оние други проблеми за кои што подоцна ќе говориме. Како оди испитувањето, значи кога веќе кај вас ќе дојде некој пациент со некои тегоби, нели, еве, да речеме главоболки, нели се најчестите тие проблеми, главоболки, вртоглавици, трнење на рацете, болки во кичмениот столб и така натаму. Како вие, како да кажам, диагностицирате? Која е диагностиката која што точно тврдува дека станува збор токму за изместениот првратен пршлен? Во нашите атлас релакс центри сега да работиме нистиот принцип на работа, имаме унифицирана метода со која што се излекува максимумот од секој од пациентот посебно, при тоа да се добие една објективна слика со која што може да се направи проценка како примената на атлас релакс методата може да помогне во повлекувањето на дел од овие здравствени тегоби. Најпрвен кога ќе дојдат во нашиот центар се прави кратка анамнеза со која што се земаат информациите што е она што како здравствени тегоби секојдневно ги мачат луѓето, па дополнително разговараме за состојбата во која што се наоѓаат и според здравствените тегоби во кои што ги имаат, што е она што може да се очекува во првиот период после примената на атлас релакс методата и што е она што мора да има малку повеќе трпение, малку повеќе време да се даде да се придржува на одреден вид на совети кои што ќе допринесат до негово дополнително подобрување. Откако тоа ќе се направи во нашите центри имаме унифицирана метода со која што ја мериме подвижноста на вратот пред самиот третман и после самиот третман. Па така бидејќи една од параметрите кои што ни укажува за неправилната положба за атласот е слабата подвижност на вратот, па токму поради тоа бидејќи работиме со резултати, сакаме на луѓето кои што доаѓаат во нашиот центар да знаат што е она што ние сме го сработиле во поглед на самата метода. Па откако ќе се измери подвижноста на вратот спрема левата и десната страна, дополнително се прави физијатриски преглед. На тој физијатриски преглед се утврдуваат оние деформитети кои што ги имаат пациентите пред самиот третман, што е она што би требало понатака да се направи за да се подобри целата состојба. Откако ќе се направи физијатрискиот преглед, на местото каде што се работи третманот, се прави загревање, исто така се прави и масажа со апарат кој што ја подобрува циркулацијата на целото тело и кој што ќе го олесни третманот да не е толку многу болен нормално за оние кај кои што ќе се примени. Самата атлас релакс метода се прави само еднашка во животот. Ние докторите атлас специјалисти гарантираме дека онамо каде што ќе ја примениме методата со само еден третман ќе го вратиме атласот во првобитна положба и дека понатака само треба да се придржува на одреден тип на совети за да се одржува таа оптимално ниво, односно состојба кај пациентите. Самата атлас релакс метода е потполно безопасна метода бидејќи ја изведуваме доктори по медицина кои што сме атлас специјалисти дополнително, добро ја познаваме регијата на вратот, знаеме што многу добро што работиме, од таму доаѓаат и огромниот број на задоволни пациенти и токму поради тоа, значи, со самото тоа што се работи еднашка во животот трае 15 на минути, нормално во зависност од пациентите кај секого индивидуално, значи колку е прагот или на осетливост или на болка, после завршувањето односно примената на самата атлас релакс метода, понатака им даваме совети на оние каде што е примената, каков тип на вежби да прават со оглед на деформитетите во кои што се наоѓаат, каков тип на суплементација да користат секојдневно за да се постигне еден максимален и позитивен ефект. Па откако ќе се заврши со примената на атлас релакс методата, повторно ја мериме подвижноста на вратот, која што ни укажува кај се поголем број на пациенти, кај некого кај доколку средната оценка била многу ниска и укажувала на многу слаба подвижност на вратот, што дополнително укажува, само ни го потврдува фактот дека тоа е уште една причина за сите здравствени тегоби кои што ги имаат поголемиот број
па пациентите гледаат објективно колку е нивната подвижност на вратот пред самиот третман и колку е нивната подвижност на вратот после самиот третман. Бидејќи самите луѓе ја чувствуваат подвижноста на вратот, меѓутоа секогаш е подобро кога објективно тоа ќе се прикаже, кој ќе имаат они самите представа точно во степени колку е подвижноста на вратот подобрена. Пака и некои имаме подобрување во 3, 4, а дури и 5 оценки кај секого индивидуално во зависност во каква состојба доаѓа за каков тип на здравствено заболување станува збор. Ајде, тука мислам дека би било добро да го пуштиме оној прилог и слушам телефонот звони, ако има гледачки го вклучиме, па ќе го пуштиме прилогот анимираниот оној точно за Атлас првиот вратен пршлен, бидејќи колку што можете да забележам многу добро е објаснето што се може да предизвика и колку е поврзано со оние други заболувања кои што се јавуваат нели во однос на овие проблеми. Режија, ако има гледачки го вклучиме, па ќе го пуштиме прилогот. Имаме ли гледач? Добар ден. Добар ден, имајте убав ден. Господја Виолета, голем поздрав до тебе, ваша редовна гледачка од Кочани, Црка Славица. И од докторката голем поздрав. И да прашаме, имаме план за да доваѓаме клинис. И страна Трбета има малку ќерка ми, ама на работа ајса да каже докторката колку денове ќе биде ќерка ми, знаеш приватните колку дават сега болување. Колку треба да биде на болување и дали воопшто треба да биде на болување. Значи дали треба да користи боледување за да дојде? Има ќерка ми. Добро, ќе ви одговориме на прашањето и за вас и за сите оние други кои што не следат, за да можат да искомуницираат со доктор Павлина. Ќе треба да се јават кај нас во телевизија, ќе го имаме ние нели контактот од Атлас центарот и ќе може нели да директно да искомуницирате со доктор Павлина, да договорите кога би можеле нели да појдете таму и да се прегледате. Дали треба да земе боледување незината ќерка за да се дојде кај вас и да може сета таа процедура и тоа лекување да се Процедурата изврши, се или? самиот преглед и целата таа процедура, она што претходно го кажав, трае некој саат време од прилика, нормално кај секого од пациентите различно, не треба да зема никакво боледување, бидејќи со самото местење, односно враќање на атласот во првобитната положба, пациентите веднаш се чувствуваат подобро и го чувствуваат тоа олеснување што претходно го имале како последица на неправилната циркулација и на неправилната нормална поставеност на вратните пршлени. Така, во секој случај вие треба само да си го закаже својот термин и преглед во нашиот Атлас Релакс центар во Скопје, па кога ќе дојде во нашиот центар, ќе објасниме како тече целата процедура и како може да помогне во состојбата кај незината ќерка. Ајде сега од режија тука нека го пуштат прилогот за кој што говоревме пред малку, да го видат и нашите гледачи, а потоа и ве очекуваме со ваши јавувања доколку имате некои прашања во однос на овие проблеми. Дали знаете дека се раѓаме со повеќе или помалку ротиран прв вратен прешлен, така наречен Атлас? За враќање на Атласот во природна положба, потребен ви е само еден третман. Атласот е прв вратен прешлен на кој лежи черепот. Името го добил по митолошкиот бог Атлас, кој бил принуден цела вечност на грб да ја носи земјината топка и поради тоа имал многу проблеми. Атласот ни овозможува да ја движиме главата напред-назад и да климнеме потврдно со неа. Кога ја вртиме главата лево или десно, Атласот се врти на вториот прешлен, аксис, и ни овозможува, помеѓу останатото, одречно да ја движиме главата. Во однос на черепот, Атласот понекогаш може да се најде во неповолна положба, и тоа со лесно придвижување или вртење околу својата оска. Доколку Атласот не се наоѓа во правилна положба,
доаѓа до стврднување на горната вратна мускулатура. Поради тоа што мускулите се тетиви кои го спојуваат черепот со атласот, кога се истегнати и напнати, водат кон тоа атласот да биде постојано искривен. Погрешната положба на атласот може да предизвика низа тешки и болни проблеми, кои се влошуваат со текот на времето. Но да го погледнеме проблемот детално од непосредна близина. Низ внатрешноста на атласот поминуваат голем број вени и артерии, кои овозможуваат проток на крвта до мозокот. Тука спаѓа и вертебралната артерија, која поминува низ страничните продолжетоци на сите вратни прешлени, вклучувајќи го и атласот. Пред атласот поминува уште една важна артерија. Артеријата каротис интерна, која влегува во черепот. Доколку атласот е лесно поместен, може да предизвика прекумерно истегнување на вертебралната артерија, со што се намалува протокот на крвта до малиот мозок. Од друга страна, атласот може да дојде во таква позиција да врши притисок на артеријата каротис интерна и при тоа доаѓа до намален проток на крвта до мозокот. Погрешната положба на атласот предизвикува низа проблеми кои често се повторуваат, тргнувајќи од главоболки, односно мигрени, од болки во вратот до вкочанет врат, од болки во рамената до трнење на екстремитетите, како и болки во грбот. Погрешната положба на атласот не влијае само на циркулацијата на крвта, туку и на нервниот систем. Непосредно пред атласот поминува нервот вагус, кој е еден од најважните и најразгранети нерви од вегетативниот нервен систем и е задолжен за бројни функции во нашето тело. Една од главните функции на нервот вагус е да го поттикне создавањето на желудочната киселина, како и да управува со работата на цревата. Доколку атласот врши притисок на овој нерв, се јавуваат бројни проблеми: вртоглавица, мачнина, губење рамнотежа, ненадејна несвестица, бледило или црвенило на лицето, прекумерно потење, подригнување, гастритис, затвор и така наречен синдром на раздразливо црево. Нервот вагус ги регулира и отчукувањата на срцето, па оттука дисфункцијата на овој нерв е една од причините за тахикардија, односно за брзана работа на срцето, но и за појава на низок или висок притисок. Покрај сето ова, погрешната положба на атласот предизвикува и нерамномерна распределба на тежината на главата врз рбетниот столб. Обидот на телото да го компензира овој проблем предизвикува проблем со рамнотежата, што пак влијае врз целиот коскено-мускулен зглобен систем. Ова значи функционална сколиоза, разлика во висината на рамената и колковите, нееднаква должина на нозете со многу негативни последици, кои притоа може да настанат. Трајната нерамнотежа предизвикува преоптоварување на некои мускули, при што тие се истегнуваат и вршат притисок на нервите и на крвните садови. Понекогаш болките во колената, колковите и нозете се всушност резултат на погрешната положба на атласот, а за тоа не сме ни свесни. До неодамна не беше познато дека погрешната положба на атласот е причина за многу тегоби и болести. Поради тоа, пациентот често беше принуден со години да трпи сериозни потешкотии, без да ја знае причината на проблемите. Погрешната положба на атласот може да се види на рентгенска томографија или на магнетна резонанца. Направена е повеќе годишна студија која ова го докажува. Пациентите тешко можат објективно да ја проценат положбата на сопствениот атлас. Поради ова, често се случува терапевтите да ја искористат можноста и да понудат корекција на атласот, која всушност само ќе ги опушти мускулите на вратот, но нема да направи вистинска корекција на положбата на атласот. Важно е да се разбере дека корекцијата на атласот не бара никаква диагноза и постоење на симптоми на болест. Не пречи ако примете терапија. Положбата на атласот може и треба да се коригира превентивно. Целта на корекцијата на атласот е да се врати телото
во оптимално функционална состојба, со враќање на атласот во неговата природна положба. Јас сум повторно назад во студиото. Многу интересни и корисни информации можевте да добиете од овој анимиран прилог. И јас веднаш се коригирав со моето седење, бидејќи доктор Павлина ми кажа дека не е добро да се седи, нели, нога врз нога, него вака како што сме ние во моментов. И јас веќе се обидам до крајот на емисијата да седам вака, бидејќи било покорисно. Доктор Павлина, сега можеме да ги повикаме и нашите гледачи. Претходно имавме на наша гледачка, доколку имаат нешто да прашаат, можат да не добијат на нашите контакт телефони. Што се може да предизвика? Многу, како да кажам, симптоматологија голема, значи влијание скоро на целиот, како да кажам, целата функционалност на нашиот систем и телесен, нели, дигестија, многу работи. Често се Зарем е можно толку првиот вратен пршлен, атласот, да влие врз работата на целиот наш организам? Токму така, вратот е нашиот живот, од тука поминува циркулацијата, од тука поминува инервацијата. Мозокот е оној што ни праќа команди за било каква функција да можеме да извршиме, и од тамо доаѓа значењето на атласот, пошто како механичка плечка која што се наоѓа под самата глава доведува до неправилна циркулација и до неправилна инервација. Често пати во нашиот центар ни се случува да доаѓаат пациенти кои што имаат огромен број на здравствени заболувања, за кои што барале решение со години, сите параметри и сите резултати се уредни, меѓутоа луѓето и понатака не се чувствуваат добро. Па откако ќе дојдат во нашиот центар, знаат да кажат ова ни е последна надеж, или ќе ни помогнете, или веќе не знаеме каде да го бараме решението. Па откако ќе ја примениме Атлас Релакс методата, кај поголем број од нив знаат постепено уште во првите уште во првиот период после самата примена на методата до првите и вторите контроли да имаат огромно подобрување на целата здравствена состојба. Токму тоа значењето на атласот доаѓа поради тоа што атласот има специфична анатомска структура, односно во неговите бочни продолжетоци поминуваат вертебрални артерии кои што носат доток на кислород до нашиот мал мозок. При таа неправилна обтегнатост на самиот прв вратен пршлен, како што видовте и во самата анимација, доведува до неправилна функција на овие артерии, односно нема правилна циркулација, па тоа во нашето секојдневие знае да се резултира при тие нагли движења до намалување на циркулацијата и до појавување на вртоглавици, кои што се резултираат со честа нестабилност во текот на денот и со често неможност за нормално функционирање, а исто така знаат некои од пациентите да кажат не се чувствувам добро или ги имам тие вртоглавици уште при самото станување или не преземам никаква физичка активност. Ајде да слушнеме, мислам дека имаме гледач, па ќе продолжиме. Добар ден, добро вечер, за кого? Добар ден. Велете. Едно прашање. Проблем имам во вратот. Вртоглавици, меѓутоа сум со пейсмекер. Дали се возможни некои прегледи? Интересно прашање, не да. Не можам погласно да зборувам. Не ворете, добро, значи имате вграден пейсмейкер, дали би можеле да поидете во Атлас центарот, доктор Павлина? Да, треба да ние се требаше нели понатамошниот тек на разговорот да кажеме кој се може, меѓутоа еве се одговорите на нашата гледачка. Може, значи единствена контраиндикација во која што не може да се примени Атлас Релакс методата е доколку постои бременност или доколку има некаква оперативна интервенција во пределот на вратот, онамо каде што се применува Атлас Релакс методата. Во секоја друга состојба може да влијае напротив уште покорисно, бидејќи на тој начин со самата правилна функција ќе објаснам сега понатака и за каротидната артерија и со
правата, односно нормалната функција на крвотокот се доведува до уште поголема, подобра стабилност на целиот кардиоваскуларен систем, па и од таму доведува и до подобрување на целата негова состојба. Она што го напоменав за вертебралните артерии, на кој начин предизвикуваат вртоглавици и кое е значењето на атласот во таа гледна точка, токму поради тоа сакам да го објаснам и значењето на каротидната артерија, која што е директно поврзана со дел од поголемиот број на здравствени тегоби кои што се јавуваат во кардиоваскуларниот систем. Се наоѓа директно, како што видоа гледачите на самата анимација, пред самиот атлас. Неправилната положба доведува до нејзина стеноза, таа стеноза доведува до исхемични процеси во нашиот мозок, кои што последователно првенствено алармираат со чести главоболки, кои што доколку на време не се превенираат, доведуваат до едни хронични главоболки и до една тешка состојба на мигрена, каде што луѓето не можат дефинитивно нормално да функционираат поради неможноста на правилната циркулација. До непосредна близина, значи, пред самиот атлас до каротидната артерија се наоѓа и нервот вагус, кој што има огромно значење во нашето тело и нервира огромен број на процеси, токму поради тоа е наречен нерв талкач. Еден од побитните процеси кои што ги регулира во нашето тело е работата на срцето и функционирањето на кардиоваскуларниот систем. Па често ни се случува, како ќе се примени атлас релакс методата, да оние кои што имале едно константно ниво на покачен крвен притисок, чести тахикардии или кај луѓето попознато уште како срцебиење, до чести аритмии, да тоа со текот на времето постепено се врати во нормала, постепено функционира, односно се почнуваат тие тахикардии да се намалуваат, да се нормализираат и притисокот знаат да кажат после првата или втората контрола, но конечно ми се нормализира притисокот и можам да живеам живот без главоболки или без вртоглавици кои што дополнително се јавуваат како последица на неправилна покачен крвен притисок. Значи за гледачката да појасниме само дека може да дојде кај вас. Ајде да слушнеме сега кој е друг на линија. Добро вечер, добар ден, за кого? Добар ден. Повелете. Вака се јавувам, дали ќе може да го прашам докторката, во вратот имам болки и при секое станување имам вртоглавици. Така. Дали сте биле досега на некое друго место за да добиете некоја диагностика или? Па сум го снимал грбот и ми рекле дека имам како се викаше. Добро, во секој случај имате некој проблем. Нема врска, дали ваќе ми е прашањето, каде можем да ги најдем ова? Така сега, јас бидејќи нели заради одредени причини не смееме да кажуваме телефонски контакт на Атлас центарот во програма, нели имаме некои правила тука од Советот за радиодифузија, меѓутоа секако ние го имаме телефонот од Атлас центарот во нашата телевизија и може да се јавите веднаш после емисија да ви го дадеме, може од утреве за сите што не следат веќе после 9 часот кај нашата секретарка ќе биде достапен контакт центарот, контакт телефонот се извинувам од Атлас центарот и ќе можете да го добиете. А за сите оние кои што ќе бидат брзи после емисија, јас ќе бидам тука, ќе ви го дадам бројот, а инаку се Атлас центарот еве само ориентационо да ви кажам дека се наоѓа во центарот на градот, блиску до клиничкиот државен центар. Значи ќе може лесно да го најдете од кога ќе искомуницирате со доктор Павлина. Така да јавете се веднаш после емисијата, еве за вас оној гледач сега кој што се јави, ќе ви го дадеме веднаш бројот, па ќе можете да искомуницирате со доктор Павлина. До каде стигнавме? Она што го има гледачот како проблем, отежнатото движење на вратот е една од работите која што одма се подобрува по примената на Атлас релакс методата, она што претходно го кажав со апаратот со кој што се мери подвижноста на вратот спрема лево или спрема десно, кој што е еден од параметрите кој што укажува на неправилно наместен атлас. Така да нека се јават потоа во режијат, нека стапат во контакт со нашиот Атлас релакс центар, па ќе видиме како можеме со она што ние го работиме да се помогне во неговата состојба. Впрочем, затоа и ние ве повикавме овде за да можеме да им дадеме можност на нашите гледачи да добијат што повеќе информации за тоа како може да се ги решат нивните проблеми. Да слушаме кој е на линија, следен. Ало. Добар ден, добро вечер. Добар ден. Повелете. Јас би сакал да прашам како се станува Атлас доктор специјалист? Каква треба претходна наобразба, каде се специјализира, колку време трае специјализацијата, бидејќи сепак мора да задобиеме довербата
на овие доктори кои што се Добро, занимаваат со интересно оваа релативно прашање, така. нова метода кај нас. Па ако не е тешко на докторката, неколку зборови во врска со специјалноста, бидејќи се она што го кажувате, во врска со инервацијата, вагални рефлексии, каротиди, вертебралки, сето тоа е толку многу комплицирано. Па имат посебни методи кај што се мери има или нема инсуфициенција вертебрална со транскранијална доплерсонографија, што секојдневно се практикува на базиларна, на вертебрална, каротидна артерија. Ова работа не е толку едноставна како што се кажува, значи мора сето тоа да е добро подкрепено со факти. Затоа би замолил ето неколку воветни зборови за да знаеме каде да ги упатуваме пациентите. Благодарам. Ви благодариме Нема за никаков јавувањето. проблем. Така, повеќе. Она специјализацијата во која што се завршува за да бидеме АТЛАС специјалисти, јас ја завршив во Загреб, онамо каде што се наоѓа Центарот за едукација, АТЛАС Релакс Центарот за едукација, односно онамо каде што функционира веќе подолго време и каде што има огромен број на задоволни пациенти, и самиот огромен број на задоволни пациенти покажува дека со примената на АТЛАС Релакс методата ете како се повлекуваат дел од овие проблеми и симптоматологија за кои што зборуваме. Повеќе може господинот да разгледа на нашите официјални страници на интернет, каде што бројот на задоволни пациенти секојдневно се повеќе се зголемува и каде што секој на свој начин го прикажува своето искуство и односно она што го имал како здравствени тегоби, како после примената на оваа метода нормално се подобрува. Така, сигурно нема, нели, не е тоа туку така да вие станете АТЛАС специјалисти преку ноќ, претпоставам дека така и е, сте се едуцирале за тоа. Доктор Павлина, ајде вака да потенцираме. Кои се заболувања кои што се јавуваат кај нас и кои што ги предизвикуваат овие симптоми за кои што говориме, можат да се излекуваат или да се истретираат со коригирањето на првиот вратен пршин? Па она што најчесто како симптоматологија доаѓаат во нашиот центар се, можам да кажам, главоболките и вртоглавиците. Она што секојдневно најмногу им го отежнува начинот на живот на луѓето и што секојдневно најмногу ги мачи. Тоа е последица на неправилната циркулација од неправилната положба на атласот. Дополнително, сите деформитети на рабетниот столб кои што се предизвикани од неправилната статика која што атласот ја предизвикува кроз останатите пршлени од кифози, сколиози, исто така имаме одлични резултати со нашите пациенти во поглед на вратна спондилоза, цервикобрахијален синдром, нормална вратни лордози, потоа сите оштетување на лумбалниот дел, односно дископатии, лумбоишијалгии, меѓутоа сето тоа зависи колку трпение бара во каква состојба, значи се наоѓа пациентот кој ќе дојде во нашиот центар. Нормално кај оние дискус херни, особено во лумбалниот дел, каде што претходно има големо оштетување и на целата статика на рабетниот столб, доведува, значи бара до едно поголемо трпение и до едно поголемо следење за да се постигне нели подобрување на целата состојба, кој што дополнително треба да се смени буквално целосно начинот на живот и да се внимава на целото секојдневно функционирање како би се подобрила целата состојба. Во поглед на оние деформитети, нормално што се резултат на неправилната поставеност на вратот во пределот на вратот како вратни спондилози, цервикобрахијален синдром, а исто така имаме одлични резултати и во кифозите и во сколиозите, на секое последователно следење, на последователните контроли, бидејќи ги следиме оние кои што се применуваат АТЛАС Релакс методата после неколку месеци после самата примена и неколку месеци, односно после првите неколку контроли, за да видиме какви подобрувања има и што е она што како подобрување го имаат во нивната состојба. Како оди околу проблемите кај децата што се јавуваат? Ве спомнавте лордози, кифози, сколиози. Ги третирате ли и колку време е потребно, нели, ако веќе ги третирате, за да нели се доведе по ред рабетниот столб? Кај децата е секогаш најлесно да се реши некаков проблем, особено кај децата кои што се во предшколска возраст. Нажалост, се поголем број на дечиња доаѓаат во нашиот центар поради неправилната, носат преголеми ранци со преголема тежина, дури некои кажуваат од 7 до 9 килограми, тоа секојдневно е премногу голема тежина која што ја носат на својот грб. Дополнително, значи, не применуваат никаква физичка активност, седат постојано на компјутери, на лаптоп и тоа дополнително го оштетува целиот рабетен столб, па знаат често да дојдат во нашиот центар со појава најчесто на сколиози, со појава на се поголем број на деца кои што доаѓаат со мигрени, со главоболки, со вртоглавици,
па токму поради тоа кога кај децата ќе им се вметнат едни здрави навики уште од најрана возраст, тие се најблагодарни, па знаат она што го почувствувале, односно болката која што се намалила дополнително, значи главоболките кои што се регулирале и нормално она што најмногу им значи правилно да имаат правилна поставеност на работниот столб, односно да немаат искривен грб, знаат да го пренесуваат и на другите деца и да шират една здрава мисија и нормално превентива кај секој од дечињата. Што со дископатиите, спондилозите, за колку време се санираат тие проблеми со со средувањето на вратниот? Кај секого е индивидуално во зависност од состојбата. Кога ќе дојдат веќе кај вас, рековте дека се доаѓа, тоа се случува еднаш и се прават контроли. Како одат тие контроли? Колку време е потребно после тоа? Последователно контролите се договараме со секого, значи од луѓето различно во зависност од состојбата и од потребата колку често треба да доаѓаат во нашиот центар. Првата контрола е после месец и пол два, втората контрола е некаде после 3 до 4 месеци во кој што веќе се почнуваат да се гледаат видливи резултати и нормални во поглед на деформитетите на работниот столб и на тој начин ги следиме нашите пациенти, сме во постојан контакт со нив постојано, доколку има некакви прашања, забелешки, не знаат нешто што да прават, ние сме им постојано достапни и секогаш сме отворени за соработка, се со цел да имаат што е можно поголем број на резултати. Може ли да се случи да има некои појава на некои симптоми, например да се појачаат симптомите кога веќе ќе се случи тоа и во кои случаи се може да се појават засиленост на симптомите кои што претходно ги чувствувале пациентите? Најчесто тоа се случува со деформитетите на работниот столб, онамо каде што има големи оштетувања на работниот столб, онамо каде што има преголеми деформитети, па со самото враќање на тласот во првобитна положба почнуваат и останатиот дел на пршлените да заземаат некоја нормална функција, потпомогнати со правење на правилни вежби кои што нормално го забрзуваат тој процес на поправка, па знаат значи да се јават тие тапи, болки или болки во процес на поправка, знаат да бидат најизразени доколку има некаква дископатија или некакви дискус херни во пределот на ломбалниот дел. Меѓутоа сепак ќе кажам, кај секого од пациентите е различно. Кај повозрасните тој процес е многу потежок за разлика отколку кај помладите, кај оние кои што на време може нешто да се реши и да не предизвика некакво понатамо некаков посериозен здравствен проблем. Значи може кај сите да се применува од најмалите до најстарите. Токму така. Меѓутоа направивме исклучок само кај трудници, така? Кај трудниците, кај оние каде што има операција во пределот на вратот, каде што се работи самиот третман. Значи сите други може да го направат третманот и не треба да постои некакво да има некаков тип на здравствено заболување од она што претходно го набројавме за да би се применил третманот. Напротив, најдобро да се направи превентивно како што би се спречиле сите овие здравствени тегоби кои што досега ги набројавме да не се појават и да не го отежнат целата наша здравствена состојба. Значи според ова ние досега што го говоревме, јас можам да сватам дека скоро сите ние имаме изместен прввратен пршлен на некој начин, така? И оние кои што не чувствуваат симптоми, и оние кои што чувствуваат симптоми, така? Значи, во секој случај, како што кажавте сега на крајот, најдобро би било секој да појде да го намести својот прввратен пршлен, за пак да не ги чувствува оние симптоми кои што другите ги чувствуваат. Оно што најчесто ни се случува и го гледаме во нашиот центар е што знаат најголем дел од луѓето да кажат и да си признаат дека цело време со години се мачеле со таа болка во вратот, со тежното движење на главата, па понатака како болката знаат да ја опишат се симнувала се постепено кроз работниот столб, па најчесто кои ќе дојдат до проблеми во ломбалниот дел, односно кај луѓето попознато како кичмата, кои ќе дојдат до целосно завлекување на едната или другата страна, значи на ногата и до целосно нарушување на таа статика, тогаш знаат да побараат медицинска помош, бидејќи тогаш болките се поголеми, поизразени, а нормално претходно се алармирало долго време, телото алармирало дека нешто не е во ред, дека нешто треба да се промени, па тие здравствени тегоби само се занемарувале се додека не настанал сериозен здравствен проблем. Се поголем до нели оној кој што веќе, како што кажавте, кога веќе не ќе можат да ги издржат болките. Добро вечер за следниот гледач, кој е на линија? Ало. Добро вечер, повелете. Добар ден, поздрав до емисијата, прекрасна емисија, морам да ве пофалам. Едно прашање до докторката. Јас имам карпел тунел на десната рака. Дали со овој третман би можело да се излечи тоа или е неопходна операција?
Дали разбра доктор Павлина? Да, ја разбрав добро гледачката. Најдобро е сепак ја кажам, значи со сите испитувања што за сега ги има направено, рентгенски снимки, магнетни резонанси, да дојдат во нашиот центар да видиме за каква точно состојба станува збор и колку може она што ние го работиме да им помогне во нивната состојба и кога можат да се очекуваат првите резултати. Значи, добро е што напоменавте, значи сите оние кои што ќе сакаат да дојдат да ве посетат, сите оние испитувања кои што ги имаат направено, без разлика за што станува збор, дали за обична рентген снимка, дали за магнетна резонанца, што и да е, сепак да ги понесат со себе, за вие да имате увид за што нели конкретно се работи, бидејќи сите симптоми и сите проблеми се предизвикани од различни некои дегенеративни заболувања или пак спондилози или дископатии, како што кажавте, главоболките може да бидат предизвикани од различни нешта. Токму така, и сите здравствени тегоби можат да бидат предизвикани да имаат различна симптоматологија и различен начин на настанување, може да бидат предизвикани од нормално по-голем број на причини и токму заради тоа треба да се направи физијатриски преглед, да се направат други дополнителни процедури кои што ќе утврдат дали неправилната состојба на атласот е она што ги предизвикува тие здравствени тегоби и проблеми. Така. Што друго би кажале доктор Павлина, што ќе биде поврзано со атласот, а што не го споменавме, има нешто што испуштивме. Кажавме дека многу заболувања се вклучени во ова и дека треба или со самото коригирање на пршленот, сето тоа полека се доведува во ред. Треба ли уште нешто друго, плюс бидејќи кажавте дека треба да се смени и начинот на живот. Што практично значи тоа да се смени исхраната, да се движиме повеќе, да спортуваме, што всушност вие плюс како дополнителни совети им давате? Она што најчесто им го пренесуваме на нашите пациенти е секако здравиот начин на живот, она што ние го секојдневно го применуваме, тоа им го пренесуваме нормално и на нашите пациенти, значи да се има примена на физичка активност кај секого од нив различно, во зависност кој во каква состојба се наоѓа, колку од вежбите што ние би му ги дале може да ги применува секојдневно. Гледаме да сме истрајни со нив, да ги мотивираме, да им дадеме шанса, она што ние на наша кожа сме го почувствували и го гледаме секојдневно во нашиот центар, да мотивираме се поголем број на луѓе да го постигне тоа чувство на добро оптимално здравје со кое што ќе си го вратат телото во една нормална функција. Тоа се совети од каков тип на суплементација да се применува, нормално да се пие голема количина на вода, каков тип на вежби да се применуваат и како да се подобри целата состојба, сепак ќе кажам кај секого е индивидуално. Јас сепак уште вака, тука сме некаде при крај со времето, би сакала, бидејќи имавме еден господин кој што се јави, нели, кој што имаше дилема колку сте вие специјалисти во однос на ова што ќе го работите, бидејќи навистина вратната регија е специфична регија кај што нели се наоѓаат сите центри, битни центри нели за рамнотежа и така натаму, да нели сега не набројувам бидејќи сепак јас не сум стручна да не сгрешам нешто. Би сакала само да објасниме за Загреб, каде што кажавте дека вие сте се нели специјализирале за да бидете атлас специјалист. Колку време постои таму нели тој атлас центар? За малку да ги информираме гледачите за нели да не бидат неинформирани сега каде ќе дојдат и така натаму, сепак да во цела југоисточна Европа постојат 16 центри каде што ја работиме истата Атлас Релакс метода. Сите 16 центри ја имаат истата услуга, било каде дали да отидат во некој од центрите во Белград, Загреб, во некој значи од центрите во останатите земји, значи кај секого сепак ќе кажам, значи е индивидуално, таму методата се работи подолго време, нормално резултатите се поголеми бидејќи се применува 6 до 7 години. Кај нас веќе 7 месеци успешно работиме, живееме во релативно млада земја каде што добрите вести многу брзо се шират. Само во Скопје, да, во близина на клиничкиот центар. Нормално резултатите, препораките секојдневно ни се зголемуваат, бројот на задоволни пациенти исто така и она што не радува што кога во нашиот центар еден член од фамилијата ќе дојде, постепено доаѓаат цели фамилии со кои што кај секого онакви здравствени проблеми каде што имаат се применува односно се подобруваат со примената на Атлас Релакс методата, бидејќи може да се работи и кај деца, и кај возрастни, и кај оние што имаат проблеми, и кај оние што немаат никакви здравствени заболувања. Имаме и такви пациенти каде што сакаат да си превенираат, да ги немаат оние тешкоти кои што се последица на неправилно наместен атлас. Так. И само би сакала вака како за крај да заокружиме, кои симптоми треба да ги имаме за да
дојдеме да ве посетиме вас? Она што најчесто симптоматологија доаѓа во нашиот центар се главоболки, вртоглавици, мигрени, сите деформитети на работниот столб. Исто така имаме позитивни искуства и со тахикардии, кај поголем број од пациентите се регулира нормално и покачениот крвен притисок. Исто така гастритисот, акутен хроничен гастритис и уште низа на други здравствени заболувања, кои сониците исто така имаме одлични резултати, па знаат пациентите да ни кажат дека никогаш во животот освен тоа што не се чувствувале подобро и не спиеле подобро или хроничниот замор, прекомерното потење и ред други на здравствени заболувања кои што се надоврзуваат како последица на оние сите деформитети на работниот стол. Или како што го говоревме пред нели месечни започнувањето на емисијата, рековте оние кои што одат секаде, не се чувствуваат добро, одат се, испитуваат се во ред, меѓутоа нешто и повторно, да. Нешто повторно не се чувствуваат како што треба, имаат твртоглавици, заморни се, главоболки и така слободно, натаму. значи гледачите да ги разгледаат нашите официјални страници и на Facebook и официјалната страница од сите 16 центри, каде што има огромен број и нормално и за самата метода, кој го работи тоа во секој центар посебно и дополнително да се информираат, да видат искуство од наши задоволни пациенти, како они го доживеале третманот и како на нив им помогнал во нивната здравствена состојба. Доктор Павлина, јас ти благодарам за денес. Беше драго што еве за прв пат ми гостуваше во емисијата Ваш термин и се надевам дека ќе имаме соработка со Атлас центарот, па ќе дојдете повторно еве да го повториме ова сето бидејќи нели не е на одмет да ги информираме нашите гледачи се со цел да им возможиме да можат да ве добијат и да дојдат да се обидат или да се обидете вие да го решите нивниот проблем. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам на поканата, ми беше задоволство. Почитувани гледачи, тука некаде ќе ве поздравам за денес. Се надевам дека ова денешна емисија ви беше интересна и многу корисна во однос на сите оние проблеми за кои што говоревме, некои од вас нели ги имаат. Како што напоменав и претходно, значи телефонот од Атлас центарот ќе може да го добиете во телевизија Сонце. Оние кои што ќе се јават веднаш после емисија ќе ме добијат мене и ќе им го дадам јас бројот, меѓутоа за оние другите кои што не ќе успеат мене да ме добијат, веќе од утре ќе може да се јават кај нашата секретарка и секако ќе може контакт телефонот да го добијат. Инаку репризните изданија на емисијата да потенцирам само се вечер негде после полноќ, утре напладне, во четврток напладне, четврток негде околу 11 часот навечер и секако ќе се видиме ние за 7 дена во исто време со нова тема и нов гостин во студиото.